Сплетна околности и дали Господ така сакаше во целиот овој ангажман околу промоција и подготовка на новото студио на продукција Скок, од кое ќе почнеме да еметуваме и програма со гости во студио и ќе се обидеме да воведеме нешто ново кога е во прашање овој вид на спортското новинарство. Не стигнав, не отидов, не се решив и не бев на лице место кога нашиот Вардар по четврти пат едно по друго загуби од тимот на Воска Спорт од Охрид во еден првенствен надпревар. Не знам што е приказната во целиот овој дуел, во целиот овој двомеч кога се во прашање екипите на Воска Спорт и Вардар. Меѓутоа и продукција Скок со нашата камера и со сите луѓе кои стојат позади камерата, односно сите луѓе кои се со мене покрај мене и кои стојат пред камерата, сме биле сведоци на повеќе дуели кога Воска Спорт го победувал Вардар, отколку што не сме биле на лице место како што беше последниот пат на стадионот Борис Трајковски во Маđари, каде што Вардар во една тешка средба, во еден тежок надпревар, каде што бодовите не дека беа од пресудно значење, не беа судбоносни, беа многу повеќе од тоа, не успеа да победи Воска Спорт, загуби со 0:1 и значително ја влоши својата ситуација кога е во прашање голиот прволигашки живот и таа проклета борба за опстанок во лигата на нашиот најтрофеен клуб. Не се останува една ноторна вистина, еден факт кој ниту најголемите фудбалски аналитичари се претпоставувам, не можам да гарантирам, не можат да го објаснат, не можат да најдат некое решение или логично објаснување како Вардар можеше 4 пати едно по друго да загуби од тимот на Воска Спорт, а да биде куриозитетот, да биде целата оваа приказка уште поинтересна, уште по, да кажам, лоша во надолница кога е во прашање фудбалскиот клуб Вардар, да изгуби 4 надпревари за помалку од една година со 4 различни тренери кои го воделе Вардар. Тоа е тоа за нешто малку повеќе од овој аспект, повеќе за Вардар, помалку за Воска Спорт, која на некој начин станува симпатична екипа, која, успева да му го земе скалпот на далеку пореномираниот, далеку со поголема традиција и историја, да не зборуваме за трофеите Вардар, но тоа е фудбалот. Не секогаш посилниот победува, подобриот победува. Одиме во продолжение со пикантериите за овој дуел, за овие двомечи кога се во прашање фудбалскиот клуб Вардар и фудбалскиот клуб Воска Спорт од Охрид. Да се подсетиме и да видиме како сето ова почна кога се во прашање Вардар и Воска Спорт. Некаде 24 април, последните десетина дена од минатата година, кога се водеше таа жестока борба во второлигашка конкуренција за пласман на првите 3 места, Воска Спорт одлучи да го пречека Вардар без присуство на гледачи. Не им беше дозволено на комитите да допотуваат во Охрид, не беше дозволено присуство и на други навивачи. Сето тоа некако одеше многу проблематично, многу со контроверзии, со многу прашалници. Во целокупната таа атмосфера, продукција Скок со своја одлука упати имејл порака до фудбалскиот клуб Воска Спорт, во која побаравме акредитирање да известуваме од овој надпревар. Нормално, иако немаше публика, искрено за позитивно изненадување од управниот одбор на Воска Спорт, односно нивниот менеджмент, ни беше позитивно одговорено и бевме удостоени со место за нашата камера и новинарите во новинарската ложа на стадионот Билјанин Избори. Од тој надпревар, пред да почнем со она лошото што се случуваше, каде што Вардар изгуби со 2:1 во борбата за тие челни позиции во втората лига, останува
едно фасцинантно видео направено од продукција Скок, од камерата на продукција Скок, од раката на нашиот камерман Наташа Петровско-Дургутов, во позадината на Билјанин извори, каде што вардаровите фудбалери со тогашното нивно раководство, тренерот Бобан Гранчаров и спортскиот директор Александар Баевски ги удостоија комитите и настана една многу емотивна, тензична атмосфера која останува за век и веков, овековечена од продукција Скок и од незината камера со наслов "Сакаат да не уништат, нема да успеат". Тоа стои на YouTube каналот, може сите да го видат, да го погледаат, има фантастично добар број на прегледи, 15-16 000 прегледи, сигурно е на бројка убава. На тој надпревар, почитувани вардарци, почитувана публико, следачи на YouTube каналот Дургутови, новинарското срце едвај го издржа тој притисок кога Вардар водеше со 0:1 пред 100-200 редари, а пред 0 публика на Билјанин извори, а во последните 5 минути, некаде 90+1 и 90+4, успеа да прими 2 гола и да доживее пораз од 2:1. Една неверојатна средба, неверојатен надпревар кој во моето не така мало фудбалско CV со многу меѓународни домашни надпревари, репрезентативни надпревари, ретко се памeti и ќе остане врежено. Реков, тренер на тој надпревар беше Бобан Гранчаров, кој изгуби со 2:1 на Билјанин извори во Воска. Следува трите прволигашки надпревари, каде што Вардар и Воска влегува во првата лига и каде што во сезоната 2023-2024 година, верували или не, во правенствени надпревари, во борба за бодови, во борба за гол прволигашки живот, каде што на хартија се гледа и се знае кој е Вардар, кој е Воска спорт. Меѓутоа, и тоа убавината се покажа дека тоа не важи и верували или не, Воска спорт освои 9 правенствени бодови во трите дуели против Вардар. А како сето тоа одеше во продолжение на емисијата со повеќе детали. Фудбалската судбина сакаше и намести Вардар да игра против Воска спорт во третото прволигашко коло, откако претходно изгуби со 1:0 на гостувањето во Брера и изгуби на домашен терен од Шкупи со 0:1. Трето првенствено коло, некаде крајот на август, Вардар веќе е подзасилен со нов стручен штаб, со нов тренер, нов спортски директор. Меѓутоа времето сепак беше кратко, сето тоа не успеа да се искомпонира пред овој дуел со Воска, бидејќи се одеше така многу брзо и иако Бобан Гранчаров поднесе оставка и самиот си замина, на тренерската клупа седна Бован Бабунски, едно Вардарово дете, познато Вардарово име, кој на тој надпревар во Охрид ја водеше екипата, го водеше тимот на Вардар во тоа трето правенствено коло од сезоната 2023-2024 година. Бован Бабунски со целото свое знаење, умење, со целото свое CV, бекграунд и како играч и како тренер, беше и селектор на репрезентацијата, успеа да излече 3:2 само, скромен пораз, каде што Вардар губеше убедливо, некако успеа да намали таа предност, а Воска ги освои трите правенствени бода. После ова следуваше неколку пресконференции, неколку иновации, новости во менеджментот на Вардар, беа промовирани Ѓоко Хаџиевски како нов спортски директор, а на шефовската клупа, на клупата за водење на фудбалерите на тренерската клупа седна шефот на стручниот штаб Александар Васовски. Исто така две познати имиња со полн бекграунд, со 1 милион успеси. Ѓоко Хаџиевски со шампионски титули за Вардар, Александар Васовски последната шампионска титула на Вардар. Сето тоа некако одеше на вода на Вардар, на Вардаровата воденица, додека не дојде третиот првенствен надпревар кога Воска спорт гостуваше на стадионот Борис Трајковски во Маđари и каде што, верували или не, победи со 2:1. Нови 3 првенствени бодови за Вардар, за Воска против Вардар, со првите 3 на Билјанин извори веќе 6
И што да кажам за оно што се случи вчера, 21 април 2024 година, трет првенствен дуел во сезоната 2023-2024. По трет пат Вардар играше со Воска Спорт, овој пат исто на домашен терен на Борис Трајковски. И рака на срце, вардарците одиграа проблематично, не толку квалитетно. Може би има место за доза на критика, но неискористените шанси, онаа динамика, она иницијатива која имаше Вардар и оние удари упатени кон голот на гостинскиот голман Захов, сепак не донесоа резултат. Вардар, за жал, на сите негови навивачи, симпатизери, на многобројните поддржувачи, на таа армија која живее со Вардар, на една јавност која сака Вардар да остане, повторно гол на едно Горчливо апче, повторно Вардар е поразен од Воска 0:1 со гол постигнат во првото полувреме, а Вардар, посебно преку младиот шпиц напаѓач Азе Ромера, их не успеа да искористи 2-3 зисер шанси, но кога не сака. Тоа на крајот дојде и повредата на Лемонс како кесна десетка во негативна смисла. И да не должиме, сигурно овие кои го следат Вардар и добрите познавачи на фудбалската игра знаат како сето тоа заврши. Вардар, Воска Спорт 0:1, полувреме 0:1. Четврта победа на Воска Спорт против Вардар со четврти тренер, овој пат на клупата беше шефот на стручниот штаб Горас Михайлов, кој не успеа исто како Александар Васовски, Бобан Бабунски, Јоко Гаджиевски како спортски директори, Бобан Гранчаров да ја победи Воска. Што да кажам друго, една лоша традиција за Вардар, која, дај Боже, што побрзо да заврши, но тоа останува. А ќе финишираме со збор 2, повторно за Вардар и Воска од една друга димензија. Кој, зошто може би да најдеме блиц одговор како овие работи така се случија и како да се прекинете едноставно да се продолжат во корист на Вардар. Името, традицијата, трофеите, навивачите, јавноста, сето она е на страна на Вардар. Но факт е дека, морам да кажам искрено, тој е мој печаток, симпатичната екипа на Воска Спорт игра финале на Купот на Македонија во сезоната 2023-2024. 22 мај, се уште не се знае каде ќе се одигра овој натпревар, ќе ги вкрсти копјата против Тиквеш од Кавадарци. Победникот обезбедува пласман во Европа, во надпреварите на Лига на Европа, во квалификациите. А до тоа што стануваат уште 5 кола во оваа грчевита борба за опстанок, каде што Вардар реално се врати на почетната точка, меѓутоа тоа воопшто не значи дека шансите се нула, односно дека можеби се намалени, да, но престои таа грчевита борба, дури да се престигне и Воска во оваа трка, која е тука само 2 бода предност пред Вардар, некаде позади Вардар се Штипска Брегалница со 2-3 бода помалку, Македонија исто тука. Полека се стеснува таа битка за опстанок меѓу овие 3-4 клубови со Воска, веќе Брера, Гостивар, Тиквеш, Работнички се чекор понапред, не значи дека се безвини, дека сигурно опстануваат во лигата, меѓутоа на 5 кола пред крајот ова е сигурно голема предност за овие екипи кои ги споменав во однос на екипите на Воска Спорт, Вардар, Брегалница, Штип и Македонија Ѓорче Петров, ги редам по редослед од 10-та до 12-та позиција. Тоа е тоа, почитувани гледачи и следачи на YouTube каналот Дургутов. Вардар Воска е една лоша, негативна традиција, останува да се бориме против неа на спортски начин, останува нашата битка, борба, војна за опстанок во првата лига, ништо не е загубено. Вардар можеби не е толку добар, не е страшно добар, иако го победи шампионот Струга, меѓутоа Вардар е Вардар, може да заигра, да победи, да донесе бодови и од гостувањата во Кукуш против тимот на Брера и од гостувањата во Кратово каде што играме со Силекс и секако од гостувањето Првомајско на 1 мај се извинувам, водено коло кога Вардар гостува на Брегалница Штип.
Домакин е Вардар на Тиквеш во последното коло и ја пречекува екипата на Македонија Ѓорче Петров, каде што со овие 6 бода реално Вардар фаќа приклучок ако може за директен опстанок, 4-та позиција од оздола или избегнување на бараш надпреварот, ако не, 3-та позиција бараш надпревар со трето пласираниот од втората фудбалска лига или да не речам кавадарешка реприза од минатата година кога комитите и вардаровите навивачи го поплавија кавадарци, а Вардар го победи Скопје и остана во првата лига. Тоа е канал Доргутов, нова епизода, следете, не претплатете се, тоа ви е бесплатно, поддржете го нашиот канал, очекувајте го нашето ново студио, подготвено во еден поинаков инвентар, во еден поинаков амбиент. Реков и пак ја најавам со гости во студиото, со фудбалски имења, со имења од спортот. Ќе се обидеме да презентираме нешто друго, нешто поинакво со нашата идеја околу таа пета димензија во спортот. Тука сме со вас, продолжуваме заеднички. Довидување, до скоро.